Почитувани, СДС и ДУИ МНАВ го претворија во дувло за вработување со најсуров партиски бандитизам. Премногу случајности не се случајни, како што вели Димитар Ковачевски, туку тоа е партизација, непотизам, кронизам, односно корупција со вработување во МНАВ. Ке ве замолам да погледнеме едно видео. Административците во МНАВ земаат по 2-3 пати повисоки плати од административците во останатите државни институции. На крај тие станале како семејство. Таму, на пример, од поодамна е вработена сестрата на министерот за надворешни работи Бујар Османи, снаата на првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби, снаи и синот на поранешниот пратеник на ДУИ Еју Палими, внук на советникот на директорот на МНАВ Беким Незири, како и внук на министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Извори во МНАВ велат дека таму е вработен и внук на заменик министерот за внатрешни работи Назим Буши. И тој е шверцер, да. Сите шверцери очигледно. Да, и тој беше најважно шкупи, да. Да. Од детство се знаеме. Од детство се знаеме, па вработени се по нивни заслуги. Премногу случајности има во таа организација кои што имплицираат дека можеби тие случајности и не се толку случајни. Значи, ништо не е случајно затоа што е сработено. Никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме. Почитувани, кога Димитар Ковачевски вели дека во МНАВ, цитирам, има до трето колено вработувања од исто семејство, дали при тоа мислеше на неговиот министер Љупчо Николовски? Според информациите, сега во МНАВ е вработен негов внук, а според признанието на самиот Николовски во 2018-та, таму се вработени и чичко му и братучет му. Почитувани, семејната фирма на СДС и ДУИ, МНАВ, е претворена во дувло за партиски и роднински вработувања, зад кои што стои партискиот бандитизам. Бујар Османи, вработил сестра, Артан Груби, снаа, Еју Палими, екс-пратеник од ДУИ, 2 снаи и син. Беким Незири, притворен како предводник на групата Тепачи, вработил внук. Јавноста памети од 2018-та дека континуирано алармираме за партиски вработување во МНАВ. За син на директор на социјалните фондови, внук на директор на телекомуникацијски оператор, Ветон Кадри, син на пратеничката Шпреса Кадри, Антонио Кочовски, зет на тогашниот прв човек на СДС од Охрид Лазе Таневски, роднина на екс-министерот Горан Сугаревски, за председател на управниот одбор на МНАВ беше поставен Николче Тасевски, зет на екс-министерката Рената Десковска. Потоа, таму е вработен и синот на Стефче Екимовски, како и братучетка на екс-министерката Јагода Шахпаска од СДС. Подсетуваме дека во 2018-та информираа дека затоа што не прифаќаа и трпеа притисоци и беа сменети членови на комисиите во МНАВ се до вработувања на партиските кадри. Ама тогаш во МНАВ не влезе трудова инспекција. Почитувани, се случува бандитизам во МНАВ, затоа што партиските банди се научени агенцијата да служи за вработување на партиски кадри, иако немаат врска со потребите на МНАВ. Од тоа на народот му се лоши и затоа никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме.